закон ќе ги натера пушачите да им се смачи од цигарите? Ќе станеме ли поздрава нација? Почнуваат вести на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Добре дојдовте. Со вчерашното прегласување завршија локалните избори во Македонија. ВМРО-ДПМН победи во вкупно 56 општини во државата, СДСМ во 6. На вчерашните повторени избори, кои што се одржаа во Маврово, Гостивар, Врапчиште и Центар Жупа, избрани се нови градоначалници на овие општини. СДСМ и ВМРО-ДПМН со спротивставени толкувања по изборите. СДСМ вели опозицијата убедливо ја победи власта. Лидерот на ВМРО-ДПМН пак Христијан Мицкоски ја оцени победата во Маврово и Ростуше како резултат на политичкиот концепт што според него го гради партијата. Во Катлановско блаце денеска ќе се одбележи 18 годишнината од хеликоптерската несреќа во која загинаа 11 припадници од составот на воздухопловниот винг кои се враќаа од мировната мисија Алтеа во Босна и Херцеговина. По тој повод делегација од Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата ќе положат цвеќе на спомен одбележието во Катлановско блаце. Центарот за социјални работи Тетово го тресе голема полициска акција поради сомнежи за незаконски исплатени илјадници евра пари на граѓаните кон луѓе што не ги исполнувале условите да ги добијат, открива во ексклузивно интервју за Слободен печат директорката на Центарот Тетово Магдалена Веселиновска, која тврди дека ги открила злоупотребите кои се однесуваат на периодот 2022-2023 година. Досега, поради неосновано исплаќање на социјални пензии, надоместоци за попреченост, туѓа нега и други надоместоци, во касата на Центарот Тетово се вратени 120.000 евра пари кои што отишле на законски непоткрепени адреси, кај корисници што не ги исполнувале условите. Во меѓувреме во Центарот владее клима на воинственост, затоа што се водат кривични истраги за други вработени по пријавите на Веселиновска. А во 2025 имало и отказ од работа поради пресуда на еден од вработените за злоупотреба на службена положба. Интервјуто со Веселиновска го правеше Мирослава Симоновска. Побарајте го на нашиот сајт. Со концерти на популарна музика, на кои ќе настапат рап дуото Пука Козметика, Владко Лозановски бенд и Браз Брадерс, вечерва почнува традиционалниот Вевчански карневал 2026 во Вевчани. Централната карневалска поворка ќе се одржи утре од 13 часот, кога во центарот на Вевчани ќе се сретнат карневалците од двете мала, што представува кулминација на манифестацијата. Утре вечер од 20 часот ќе следуваат концерти на фолк музика. Вевчанскиот карневал со традиција долга речиси 1400 години представува спој на пагански обичаи, христијанска традиција и современа сатира и има силна социјална и културна улога во заедницата. Карневалот символично го означува преминот од старата во новата година, како и потреба од прочистување, обновување и нов почеток. Земјотрес во Грција, почувствуван и во Македонија. Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје ноќеска во 1 часот и 14 минути регистрираше земјотрес на околу 116 км југоисточно од Скопје со рихтеровата локална магнитуда 2,9 степени. На социјалните мрежи се шират вознемирувачки снимки од Иран, на кои се гледа голем број вреќи со тела на убиени лица. Станува збор за серија видеоснимки од ирански блогер и интернет активист, познат по документирање на протестите. Снимките, според наводите, прикажуваат форензички центар јужно од Техеран по насилно задушување на антивладините протести. Според некои извори, на видеата може да се видат тела кои биле донесувани во мртовечница со камиони. На еден од видеозаписите се појавува ознака на екранот, фотографија број од 250, што укажува на можниот обем на бројот на жртвите, иако автентичноста и целосниот контекст на снимките засега не можат независно да се потврдат. Според проценките на американската организација Human Rights Activities News Agency, во протестите во Иран досега се убиени повеќе од 560 луѓе.
Изнаемен камион за транспорт удрил во група демонстранти за време на антивладините демонстрации во поддршка на иранскиот народ во Лос Анџелес, при што властите пријавиле најмалку 20 повредени, но нивниот број состојба се уште не се разјаснети. Камионот имал и проирански и антиирански надписи од двете страни, соопшти полицијата. Видеото од местото на настанот го покажува камионот како се обидува да помине низ толпата демонстранти, од кои некои го удираат возилото со рацете и знамињата. За сега не се објавени информации за идентитетот на возачот. Уште вести од светот, Доналд Трамп изјави дека американската војска разгледува многу силни опции против Иран, откако стотици луѓе загинаа во тамошните антивладини протести кои влегоа во третата недела. Трамп се закани дека ќе интервенира и кажа дека ирански функционери му се јавиле за да преговараат, но дека САД би можеле да дејствуваат и порано. Тој не објасни какви војни опции разгледуваат САД, ниту пак даде детали за предложените преговори и покрај тоа што рече дека се закажува состанок со ирански представници. Ова се најголемите протести во Иран од 2022 година. Хамнеи ги обвини демонстрантите дека сакаат да му угодат на Трамп, а иранскиот јавен обвинител порача дека сите кои протестираат ќе се сметаат за непријатели на Бога, зашто може да се добие и смртна казна. САД ја преземаат контролата врз продажбата на венецуелската нафта и најавуваат брзи промени. Министерот за енергетика на САД Крис Рајт изјави дека е многу веројатно американските компании во блиска иднина да го прошират своето присуство во венецуелската нафтена индустрија по отстранувањето на долгогодишниот лидер Николас Мадуро. Според Рајт, Венецуела моментално има ограничена можност самостојно да ја извезува својата нафта, а целиот процес оди преку американски трговци. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД ќе го имаат Гренланд на еден или на друг начин, тврдејќи дека во спротив на островот би можел да го преземат Русија или Кина. Во изјава за новинари, тој рече дека не сака овие земји да станат соседи на САД во Арктикот. Трамп повтори дека преферира договор за преземање на Гренланд, кој е полуавтономна територија во состав на Данска и дел од НАТО. Гренланд е најголемиот остров во светот со околу 57.000 жители и без сопствена армија, додека одбраната ја обезбедува Данска. Нема веќе нафта, ни пари за Куба. Нула, вели американскиот претседател Трамп, кој порача на Куба да направи договор или да се соочи со неодредени последици, додавајќи дека повеќе нема да има венецуелска нафта или пари за комунистички управуваниот Карипски остров, кој со децении е противник на САД. Додека Куба, близок сојузник на Венецуела и еден од најголемите корисници на нејзината нафта, се подготвува за можни масовни немири по соборувањето на Мадуро од функцијата лидер на јужноамериканската држава. Американскиот претседател во неделата ја заостри својата реторика со закани. И за крај временска прогноза. Времето денеска ќе биде променливо облачно и студено, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Долж повардарието и во источните делови ќе дува засилен ветер од северен правец со брзина од над 60 км/ч. И во Скопје времето ќе биде променливо облачно и студено, а максималната температура ќе достигне 2 степени. Предпладне ќе дува повремен засилен ветер. Следните неколку денови времето ќе биде облачно со сончеви периоди. Во западните делови ќе дува умерен ветер од западен правец. Минималните температури ќе достигнат и до минус 14 степени. Тоа беше се во овие вести за денеска. Благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.